Почитувани присутни, по повод обележување на 64 години од патролниот празник на Средното општинско земјоделско шумарско училиште Ѓорче Петров од Кавадарци беа организирани конкурси за изработка на ликовни твори, цветни аранжмани и дизајнирани предмети изработени од дрво, на кои учествуваа ученици од нашето училиште. Сите овие конкурси придонесоа денес да бидеме овде и да ја организираме оваа изложба, за која несебично се задолжија наставникот по ликовна уметност Кирил Лукаетов, наставниците од профилот шумарство и пејзажна архитектура Роза Тефова и Радко Русумански и наставниците од профилот за мебел и интериер Горан Зимовски и Данил. Идејата за оваа изложба е да се прикажат резултатите од континуираната работа на учениците. Во секоја од изложените дела на различен начин се прикажани вештините и креативноста на учениците, стекнати во процесот на едукација. Тие ја преточија својата креативност во прекрасни изработки, со кои на свој специфичен начин ја изразија својата наклоност кон струката која ја избрале за своја животна вокација. Овој надпревар е начин да им се овозможи на младите талентирани луѓе, да ги оделотворат своите замисли и да ги претворат во убави, но и практични предмети. Ја прогласувам изложбата за отворена и ве поканувам да ги изгледате трудовите на моите соученици. Горди сме што многу години наназад овој настан е предвестник на најубавиот период од годината, пролетта. И сега, и оваа вечер, на оваа свечена академија, ќе го видиме она што е белег на нашето училиште. Работата, упорноста, посветеноста и креативноста. Го покануваме нашиот директор, господин Горан Велковски, да ги поздрави присутните и да даде краток осврт на досегашните постигнувања на Земјоделско-шумарското училиште Ѓорче Петров од Кавадарци. Почитуван председател на Совет, почитувани директори на основните и средните училишта, почитувани гости од Република Србија, училиштата од Краљево, Александровец и Сурдулица, почитувани родители, почитувани пријатели и соработници на нашето училиште, драги ученици, би сакал на почетокот да се осврнам на почетоците, зашто секоја приказна има свој почеток. Било па поминало, не би се сложил со тоа. Тоа што било никогаш не поминува, останува да живее како неизбришлив белег на едно време. Училиштето е пребогата ризница на спомени и настани, нешто што привидно го нема, но сушност постои. Зидовите се неми сведоци на човечки истории, кои не смеат да се заборават. Сега е се различно, но во суштина исто. Луѓето се исти, само ги менуваат ликовите. Дејноста за образувани кадри од областта на земјоделството и шумарството во Кавадарци датира од 1956 година, кога шумарскиот техникум се преместува во Кавадарци, при што се отворени и земјоделски паралелки и се формира земјоделско шумарско училиште Иво Лолариба. Дислокацијата во Кавадарци е извршена поради изворедно погодните услови кои ги има регионот, бидејќи во непосредна близина на градот се наоѓа најголемото шумско пространство на планината Кожук и голема површина плодно земјиште, засадено претежно со лозови насади. Шумарството, уредувањето на просторот, дрвопреработката и земјоделството се суштина на животот и изворедно важни за обстанокот на нашата планета. А токму ние ја имаме честа да ги негуваме овие науки. Не може ниту да се замисли развојот на земјоделството во теквешијата без соодветни стручни кадри кои ги вложуваат своите знаења за добивање уште подобри приноси од плодната почва што ни ја дарила природата.
Ние нудиме образовни услуги кои возможуваат оспособување на младите за работа и живот. Ја потикнуваме довербата и почитувањето на начин што заслужува доверба од нашите ученици и нивните родители. Нашето училиште представува организирана и квалитетна средина. Овде може да научат и да откријат многу животни тајни, да се доживеат незаборавни искуства и да се надградат нивните знања и способности, меѓусебното разбирање и етичките стандарди. Одлуката на учениците да ги поминат најубавите години од својот живот во нашето училиште е голема одговорност за нас и ние настојуваме да го направиме нивниот престој во Ѓорче Петров убав и незаборавен. Основната задача на нашето училиште е младиот човек да ги научи тајните на струката која е одбрал за својата животна определба. Со стручна едукација од страна на искусните професори, учениците се изградуваат во стручни кадри кои понатаму ќе ја вградат својата професија во формирањето на успешно општество. Од нив зависи иднината на нашата земја, бидејќи добро одбраната професија е важен сегмент во животот на човекот. Во текот на 4-годишното школување, учениците стекнуваат знаење за столарскиот занает, подготовката на дрвена маса и примерна употреба, но и вградување на производите од дрво во градежништвото, во домовите и во службените простории, како и дизајнирање на истите. Учениците ја запознаваат шумата, од кои тие трупци доаѓаат како суровина, учат како да ја искористуваат совесно, но и како да ја заштитат и обноват. Теренската настава и феријалната пракса се изведуваат во собствена шума од 360 хектари, а во склоп на шумата има и шумска куќа. Хортикултурното уредување на училиштето, како и на јавни и приватни површини во градот, неминовно е поврзано со младите пејзажни архитекти. За време на своето школување, секој од овие ученици има посадена безброј дрвца кои растат и ја разубавуваат животната околина во Кавадарци. Производството на здрава храна е основен императив на човештвото, зашто од неа зависи здравјето и виталноста на луѓето. Оваа благородна и важна наука се изучува во рамките на образовниот процес во нашето училиште. Освен во работата на поле, учениците се активни и во дејностите поврзани со преработката на плодовите од таа работа. Во просториите на училиштето постои винарија и лабораторија за испитување на својствата на виното и земјата. За потребите на училиштето се произведува вино со висок квалитет. Спортската академија Одсек кошарка оваа година започна со школување на втората генерација на спортисти кои своите таленти ги надградија под будното око на нивните посветени ментори. Во рамките на воспитно-образовниот процес од пред 2 години е вклучена уште една благородна струка која се вклопи во успешната приказна на нашето училиште. Здравствената струка со профил фармацевски техничар е новата надеж, нова престижна институција. Во една ваква институција во која царува младоста со сите своји убавини се обрнува внимание на нивната потреба од културен и забавен живот. Секогаш од повод некој значаен датум или јубилеј се организира и се изведува пригодна програма. За земјоделско-шумарското училиште денес е модерно училиште со времена инфраструктура и технолошко-информатичка опременост, со сите надгледни наставни средства и услови. Целосно е обновена фасадата и покривот, а дворната површина е целосно хортикултурно уредена. Би сакал да изразам благодарност на Норвешката амбасада и на локалната самоуправа со чија помош се оствари овие важни промени. Со овие надворешни и внатрешни промени се зголемува сигурноста и удобноста на наставниот процес, а за тоа сведочи и видливо растечкиот рейтинг на училиштето во однос на запишувањето на нови ученици. Успешната соработка на сите структури во училиштето со надворешните културни и стопански субјекти ја прави успешна нашата воспитно-образовна институција и ја издигнува во вистински бренд на градот Кавадарци. Нашиот успех е несебишно потекнат и поддржан од институции и предпријатија без кои ја губиме смислата на постоењето. Би сакал нова свечена академија да им доделам благодарници на оние кои најблиску допреа до суштината на образовниот процес, доделувајќи им стипендии на истакнати ученици и посветени во својата струка. Тоа не е само финансиска помош за едниот стручник, туку и надеж и верба во неговата иднина. Би сакал да им врачам признание за овој благороден акт на
Јавно предпријатие Национални шуми. Динарска визба Пикошка Вадарци. Динарска визба Гоце Делчев Пикошка Вадарци. За крај на моето обраќање кон вас, би сакал да се вратиме на почетокот. Младите кои го започнуваат своето школување овде, го поминуваат најубавиот период од животот, оставечи своја трага, но и во нив живее споменот на тоа време. Сакам да го вратиме малку времето, преку средбата со еден некогашен наш ученик. Мислам дека ќе го препознаете ова познато лице и ќе ви биде пријатна средбата со него. Ако некој не го препозна, тоа е нашиот шестовден уметник Џоко Таневски, кој ја представуваше нашата земја на Евровизија. Имам опрска да ви се обратам. Значи, секогаш кога поминувам или кога доаѓам во Кавадарци, го имам истото чувство како прв пат кога ќе се заљубите, играат пеперутки во стомакот. И кога се возиме со моите колеги, секогаш му викам, овде ке учев јас, покажувајќи на шумарската школа, и тука живеев потака интернатот. Дури на некои нам повеќе наврати, вика, Џоко, добро е во рете, знаеме, ни имаш кажано 100 пати. Така да, огромно ми е задоволството што го добивам ова признание. И кога ми каже господин Горан Велков, кој ми каже дека не сака да го викаат директор, не се чувствувал така лагодно. Горан ми е другар и генерација воедно. Ми беше вистина многу драго и истото чувство го осетив и тогаш. Ви благодарам на сите и уште многу години да славите вака. Им изразуваме признание во знак на благодарност за помошта и поддршката во возвишената мисија што ја спроведува нашето училиште, на локалната самоуправа и градоначалникот на градот Кавадарци, Дом на култура Иван Мазов Климе Кавадарци, Библиотека Феткин Кавадарци, Кожувчанка Кавадарци, Метал Апостолов Кавадарци, Ангропромет Кавадарци, Агротомил Кавадарци, Кодинг Горска Кавадарци, Никун Кавадарци, Агростопан Кавадарци, Ресторан Белисимо Кавадарци, F1 Системи и Еврохандел Кавадарци и на други стопански субјекти и институции со кои имаме плодна соработка. Да се подсетиме во овој свечен момент на оние кои ни ја возможија оваа можност во мир и слобода да живееме, бориме и прославуваме. Ѓорче Петров е истакнат идеолог, организатор на национално-ослободителното движење во Македонија. Роден е 1865 година во Прилеп. Учествувал во Илинденското востание. Бил огорчен противник на врховнистичката струја, на делбите на Македонија и како оформен интелектуалец пишувал и ги презентирал идеите за ослободување на Македонија. Горди сме што го носиме името на еден голем човек, кој многу ја задолжил нашата Македонија. Неговата личност е достојна за почит, а неговото дело е наша инспирација. Времето минува брзо и незапирливо. Часовникот непрекинато ги мери изминатите години. Сега, во овој свечен момент, го запираме времето.
и му даваме чест на оние кои не го трошеле своето време залудно, туку со посветеност го вложиле во висока цел. Го покануваме професорот Љупчо Бинов, председател на училишниот одбор, да ја додели јубилејните награди за успешна работа во воспитно-образовниот систем на нашето училиште. Ја молиме професорката Маргарита Делова да ја прими јубилејната награда за 20 години непрекинат и плоден работен стаж во Земјоделско-шумарското училиште. Кога младоста ќе одмине и работниот век ќе заврши, не е се готово. Напротив, започнува период на смиреност и целосно спознавање на смислата на животот. Да им посакаме среќни пензионерски денови на нашите поранешни професорки. Честни е што им поминавме дел од животот со нив. Ги молиме господја Невенка Мирова и господја Станка Керова да го примат признанието за животното дело. По овој повод организиравме надпревари по соодветните струки. Овака јас малку ќе прекинам, бидејќи должност ми е 2-3 збора да кажам. Значи, не е малку 30, повеќе од 30 години работа. Ми е збор за пензионерите, во овој случај Станка и Невенка. Жал ми е што не е тука Невенка, ама јас им посакувам во име на училишниот одбор, од моје име, многу здравје, многу среќа и успех во понатамошниот живот. А воедно и на Маргарита Делова уште 20 години најмалку работа плодна. Исто така здравје, среќа и успех. Ви благодарам. По овој повод организиравме надпревари по соодветните струки што се застапени во училиштето, како и спортски надпревари во кошарка меѓу екипи на наставници од средните училишта и во одбојка меѓу женските екипи на ученици од средните училишта. Во овие надпревари учениците ги прикажаа своите способности и се потрудија да се истакнат себе си, а со тоа ја потврдија стручноста и посветеноста на нивните ментори. А наставниците во ведра и спортска атмосфера ја продлабочија својата меѓусебна соработка. Сега повторно го покануваме нашиот директор господин Горан Велковски да ги додели пофалниците и наградите на учениците и наставниците кои како поединци или екипа беа најуспешни во овие активности. За најдобра лична творба на литературниот надпревар Надеца Коцева. За најдобро изработен цветен аранжман Теодора Дејанова. За најдобро изработен предмет од дрво, тимот на Алишан Омеров и Блашко Хаджиев. За најдобро кроење на виновата лоза, тимот на Никола Орешков и Васко Стојанов.
За најдобра фотографија Борис Бојаджиев. За најдобра ликовна творба Борче Трајков. За победник на надпреварот во одбојка меѓу женски екипи на ученици од средните училишта. Екипата на Средното општинско земјоделско шумарско училиште Ѓорче Петров, Кавадарци. Второ место екипата на гимназијата Добри Даскалов. За победник на надпреварот во кошарка меѓу екипите на наставниците од средните училишта, екипата на Средно општинско земјоделско шумарско училиште Ѓорѓе Петров, Кавадарци. Второ место екипата на Средно општинско училиште Чиро Спанџов, Брко. И трето место екипата на гимназијата Добри Даскалов. Горди сме што и ние учениците придонесуваме овој свечен момент да биде поубав и позначаен. Следува неофицијален забавен дел од оваа свеченост, кој представува музичко-балетски и драмски коктел, што го подготвија талентираните млади луѓе кои се школуваат во нашето училиште. Вечерва за нас, нашите талентирани, неоткриени музички звезди ќе испеат неколку песни за љубовта и младоста. Балетската група ќе изведе еден свој перформанс, во кој на суптилен начин девојките ќе ја демонстрираат својата младешка енергија. За ваше задоволство подготвивме драматизација со која ќе се вратиме во едно време кое е многу слично на ова, нашего, сегашно. Сакаме да ви пренесеме една силна порака. Представата е направена според делото на Јован Стелија Поповиќ, Покондирена тиква, во адаптација и режија на Микица Илова. Нашите скромни напори. Ве покануваме да уживате во младоста и убавината.
Hvala.